Нов ден во Скопје. Градот кој денеска на дел од жителите ќе им пружи шанса од своите работни места да го израдуваат капитализмот. На друг дел пак ќе им отвори нови фронтови. Исклучок не се ниту судските работници и адвокатите. За нив нов работен ден. За Димитрија Тодоровски, уште еден ден во децениската битка за правда, која ја води пред домашните судови. Зад лицето на човекот кој би требало со уживање да ги очекува пензионерските денови, се крие човек кого поранешниот работодавец и државата 10 години го оковале за судските столчиња. Првите му приредувале секојдневни сопки пред да го отпуштат по 38 години работен стаж, додека втората му одзела земјиште на водно. Јас го имам тоа, сите документи се. Кога е купено, од кого е купено, правосилно решение имаме дека е купено, признаници од тој што ни го продал. Значи има признаница дека признава дека земал пари, примил тога и тога. Еден заверен у Шабас, дури одевме за да му доплатиме на човекот. Значи сите работи. И судот никако тука само се менјаваат овие, а никакви сега средства нема ворени. Сега јас ќе го добијам ремонт, ама мојот адвокат си бара пари. Еден дел ми земал 180.000, тоа 3.000 евра. И сега ја пак го влече, колку има 3 години и она го држи 4, па сигурно ќе ми отидат уште 3.000 евра, сигурно. Годините минати низ судските ходници оставаат трага врз лицето и волјата на Димитрија. Но најголема трага се чини оставиле врз неговиот джеб. Значи мачење, тоа се кошта пари многу, тоа судиите влечат, адвокатите влечат. И судиите и адвокатите се у исти ранг се. Само ги интересираат парите и се устање да те одерат. Само измислуваат, пишуваат уствари и додека дури не те прашуваат што треба да напишеш. И ја на поверење. Овде подпиши ми, ќе му ги подпишам. Едно 6 такви листови така му подпишам. И едниот од тие работи ги искористил и си напишал доле полномошно и дека го полномошнувам да располага и со средствата мои. Дека ми извадило сметката 154.000 денари. Сепак, колку длабоко и да бркал Димитрија во джебот за да даде на адвокатите, од ланскиот јуни раката треба да ја завлече уште подлабоко. Така му налага новиот тарифник на адвокатската комора. За правникот Мирослав Драганов, овој тарифник е јамка околу вратот на обичниот граѓанин. Ако тогаш беше таа основица што ви дадам 50 евра и за таа, да речеме, тужба што ќе ја поднесе адвокатот со највисока, нека е најголем износот на тужбеното барање на спорот кој што ќе го води еден граѓанин, нека е највисок, адвокатот ќе ви земе 3.000 денари, зголемено за 30% паушал и зголемено за 18% ДДВ, зашто адвокатите се даночни обврзници. И тоа доаѓаше околу 4.600 денари за образложен поднесок, нели за првостепена постапка, а кога ве застапува пред суд, тогаш се зголемуваше и за дополнителни 20% и се зголемува, нели како што ви реков, дали е за жалба, за повисоките степени, имаше дополнителни зголемувања. Епа тие 50 евра што беа тогаш, што нели во една почетна фаза би биле 4.600 со тие 18 и 30%, а сега видно се зголемува затоа што во голем број од тие спорови максималната вредност ја утврдува адвокатската тарифа, која што основица е сега 18.000 денари, односно 300 евра. Математиката му ја подкрепува и фактурата на Димитрија. Гате колку е тоа? Тоа се страшни цени. Види го. 16.300, 9.100, 7.020 денара, 39.000, 3.900. И кој ќе ги соберете ова, а не е еднаш ова, знаете колку пати идеме на рачета? По 6-7 пати 8. И он си пише, сега еве, собери ги, ќе видиш, 67.680 денара ова ми кошта. Од каде потреба за нов тарифник? Одговорите ги побаравме кај најповиканите, адвокатите.
повеќе од 10 години тапкаме во место со оваа тарифа, таа не е ни мрдната од кога е донесена, а се останато гледано на трошоците на нотарите, односно нивната тарифа, тарифата на извршителите, сите тие работи се зголемени, се донесени согласно актите на овие две институции. Само адвокатската тарифа стоеше на едно место, на едно ниво кое што искрено не е својствено за работата која што ја вршат адвокатите. Тарифникот е донесен, нудејќи и апропо на правните услуги што ги даваме ние, адвокатите, меѓутоа се избегнува подоцнежните постапки, се избегнуваат подоцнежните плаќања и граѓанинот можеби ова ќе му биде голем износ. Не кажувам дека порано плаќал на нотар 3 пати повеќе или па на извршител должникот, кажавме со колкави износи плаќал, меѓутоа нема да дојде до проблем. Тоа е најбитната работа. Во тарифникот на Адвокатската комора стои дека нејзиниот управен одбор тарифниците ги изготвува согласно трошоците за живот. Според Државен завод за статистика, просечна македонска плата е нешто над 22.000 денари, додека Сојузот на стопански комори вели дека едно просечно 4-члено семејство, за да ги покрие основните трошоци за живот, треба да располага со барем 32.000 денари, што значи дека семејство со еден вработен би имало јаз во буџетот од цели 10.000 денари. Знаејќи ги овие податоци, се наметнува прашањето според која тоа равенка и според кои тоа параметри тарифникот на Адвокатската комора е изготвен. Дилемите се обидовме да ги решиме со управниот одбор на комората. Од таму велат дека со тарифникот се внимавало на жебот на граѓанинот и дека македонските адвокатски тарифи се најниски на Балканот. Иако трошоците покажуваат значајно зголемување изминативе 20 години, од комората посочуваат дека тарифникот не бил согласен со нив од 1993 година. Според индексот на пораст на трошоците на живот, доколку биле тековно усогласувани наградата и надоместот на трошоците за работа на адвокатите од 1993 година, тие би биле зголемени за повеќе од 540%. Сепак, Адвокатската комора при прецизирање на тарифата, имајќи го предвид социјалниот аспект, не ги промени износите за награда и надомест за поднесоците со барање до 10.000 денари. Потенцираме и дека направена е надградба на висината на адвокатските услуги единствено за судски спорови со поголема вредност. За најсиромашните, велат од комората, адвокатите се обврзани да пружат бесплатна правна помош. Државата ја гарантира, но дали е така и во пракса? Досегашната пракса кажува дека просечното одлучување на Министерството за правда кога има барање за бесплатна правна помош е 45 дена. Тоа е навистина долг рок и граѓаните од овие причини најчесто воопшто не ни бараат правна помош, туку се одлучуваат да добијат таква правна помош од Сдруженијата на граѓани. За жртвите на семејно насилство, кои што исто така се категорија која што влегува во законот, на нив им треба секогаш буквално итна правна помош за да можат да бараат еве привремени мерки за заштита од семејно насилство. Тие сигурно нема да чекаат 45 дена. Имате една одредба, прва што ми паѓа сега во Законот за бесплатна правна помош, која што е најограничувачка за сите, а тоа вели, ако имате имот кој што вреди некаде околу 5 просечни бруто плати, што е некаде околу 2600 евра, имате имот, живеете во едно домакинство, дали 5 мина, дали 4, 3, се едно, на било кој од тие, што е дел од вашето доматинско, заедничко доматинство, ако се води некаков имот што е над 2600 евра, што е абсурдно, таа една соба вреди повеќе од во која што двајца може да собере, не па 3 или 4, вие не можете да го искористите ова право на бесплатна правна помош. Во време кога голем дел од граѓаните бијат битка да добијат бесплатна правна помош, долгите и за многумина неразумни рокови представуваат една чизма која што сериозно ги нагазува оние кои што ја бараат оваа помош. Правниот механизам предвидува дека можат да се обратат и до Судот за човекови права до Страсбур. Меѓутоа,
колку ова патешествие за македонските граѓани е реално и воопшто исплатливо. Странките многу тешко можат сами да го напишат барањето, односно да пополнат сега апликацијата. Порано беше поедноставно, немаше таква форма. Сега има многу поригорозна форма, која што ако не ја следите и ако не ја работите по компјутер, фактички вас ви е оневозможен пристапот пред Европскиот суд за човекови права. Значи, или треба адвокат кој што добро знае тоа да го манипулира во смисла на примена на правилата во пополнување на формуларот, а и од друга страна големо знаење за Европската конвенција, како би можело постапката да се овозможи, односно прифати, да се постапува по истата пред Европскиот суд за човекови права. Многу македонски предмети воопшто не се разгледуваат, меѓу другото и од овие причини. Адвокатските тарифи високи, бесплатната правна помош бавна и тешко достапна. Страсбур поблиску географски отколку правно. Има ли излез за македонските граѓани? Кога ќе ги споредните сите овие параметри што претходно ви ги објаснив, речиси е невозможно. Односно, правдата ќе биде достижна или на најбогатите, или на ептен најсиромашните, оние кои што живеат под мост на улица. За да ја издржи децениската голгота низ судниците, Димитрија подигнал и кредит. Сиромах, ова, нема шанс, сечи нека не се нафаќа. И многу не се нафаќаат и затоа ги губат и места, и куќи, и им взимаат и ова и тоа. А и ако имаш, треба да имаш добри пари, па да дојдеш, да се судиш. Иначе ништо не проаѓа така. За Тодоровски одисејата продолжува. За сега не се предава, но до кога не знае ниту самиот. До следното рочиште, до следното одлагање или можеби до следниот кредит.